Почитувани, владата на ВМРО-ДПМН продолжува да го напредува социјалниот диалог и да создава услови за повисоки примања преку институционални решенија и колективно договарање. За прв пат се постигна договор со синдикатите УПОС и САДО за повисоки плати на административните службеници, а кон договорот се приклучија и други синдикални организации. Со тоа, за прв пат по долг период се обезбедува системско подобрување на статусот на вработените во администрацијата. Од превземањето на обврската, владата да ја предводи ВМРО-ДПМН досега, за 20% се зголемени платите на просветните работници и на сите вработени во образованието. Согласно колективниот договор, вработените во основното и средно образование ќе добијат од 46 до 60% повисоки плати во еден мандат, а за 14% се зголемија платите и на универзитетските професори. Со потпишувањето на анексот на колективниот договор, значително се зголеми и платите на сите вработени во македонското здравство. Согласно договорот, платите на здравствените работници се зголеми за 4.815 денари нето, додека зголемувањето за медицинските сестри изнесува дури 6.200 денари и до крајот на мандатот покачувањето на платите треба да достигне дури 50%. По долги години, во соработка и диалог со представници на синдикалните организации, колективен договор добија и вработените во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, кој предвидува зголемување на доместоците за вработените и подобрување на нивниот работен статус. Исто така се зголемија и платите на вработените во безбедносните структури, кои преку јасен план ќе продолжат и понатаму се зголемуваат. Со владата на ВМРО-ДПМН никој не е заборавен. Сите работници го добиваат заслуженото внимание, грижа и паричен надоместок за својот труд. Ќе продолжиме да работиме исклучиво во интерес на граѓаните, преку диалог, партнерство и политики што обезбедуваат раст на платите, сигурни работни места и стабилен економски развој. Ви благодарам.